Uveli tebe duh, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti je ke se uzdržat. Blaženi se milostivite, zašto ti je se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti je ke go vida duh. Zašto ti je sinovi Božji se, blaženi ste koga keve gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotki te bodu, ti je keja nasledat zemljata. Blaženi se gladni te zapravda, zašto ti je ke se nasita. Mir vam, Oče naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja to Tvoja, kako na nebo to, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови, и во векови. Амин. Во Евангелијата по Лука велат на Исус, научи не да се молиме. И тој ми ја кажува Господова молитва. Во Евангелијата по Матеј тој вели, тоа е беседа практично, каде што вика и кога Исус, па и Исус им рече, молете се вака, немојте да бидете како незнабожците кои употребуваат многу зборови во молитвата, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате нужда уште пред да сте се помолиле, туку молете се вака, и е пишана таа молитва. Таа го објаснува принципот на однесување, дека имаме Татко наш, Оче наш на небесата. Нека биде волјата Твоја принципот, значи волјата Божија се бара, сите го бараат своето, а не она што е на Исус Христос е пишано во Светото Писмо. Лебот наш насушен дај ни го денес, прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме, принципот на простување. И не воведи во искушение, зашто Твое се кажува што е чие. Твоја е силата, силата е во Отецот, и славата е Негова. Твоја е силата и славата, во Тоа е царството и силата, и царството е Негово. Се е од Него и за Него создадено. Значи, Матеј, 19 глава, од 13 стих, Исус ги благословува децата. Децата. Тогаш кај Него, кај Исуса доведоа деца за да ги положи рацете над нив и да се помоли. Молитвата е важен момент на молитва, на разговор со Бог. Зашто има еден стих каде вели што ќе побарате од Отецот во Мое име, вели Исус, значи ви кажува како да се молите. Татко мој, те молиме за мир во Македонија во името на Твојот Син Исус Христос, во кого веруваме дека е наш Господ и Спасител. Значи тогаш донесоа деца кај нив да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им забрануваа. Интересно.
a učenicите im zabranува. Значи се случува учениците на Исус, 12 апостоли и учениците, а тие беа првите ученици да не разбираат што е Божјата волја. Нека биде волјата Твоја, се вели во молитвата. Не како што сакам јас, вели Исус, туку ти како што сакаш, татко мој. Значи, ако разбереме што е Божјата волја во нашите животи, ќе живееме плодоносен и победоносен живот и Бог ќе живее во нас. Значи, Исус им рече, оставете ги децата, значи учениците забрануваат децата да доаѓаат кај него, оставете ги децата да доаѓаат и не бранете им да доаѓаат кај мене, зашто на такви е Царството Небесно. На такви е Царството Небесно. Сега ние можеме да размислуваме реалистички, да зборуваме за мали деца и ние се всушност мали деца кога ќе го примиме Исус. Ние повторно се раѓаме и треба да го поминеме тој пат од мало дете во зрел христијанин. Зашто е битен однос од дете? Зашто детето знае дека има татко и во земја, на земјава. Семејството е битно, кое е мало Божјо царство. Знае дека има татко и што да погреши еден ден ќе оди кај таткото. Ќе мора да му каже и таткото ќе му пресуди. Значи, ако направил некоја беља или нешто што не е дозволено. Тоа е истиот однос на христијанинот со Отецот Небесен. Знаеме дека имаме татко на небесата и треба да бидеме како мали деца. И затоа, например, сатаната во последните времиња сака да го уништи семејството. И сите овие движења со LGBT се токму тоа, ако нема семејство, вие немате татко, значи секој со секој може да биде. Тоа е суштината на Содома и Гомора. Знаете дека сексуалното блудство, перверзија во Содома и Гомора. Кај праведниот Лот дојдоа двајца ангели и тие сака да ги силуваат да водат љубов со нив. Лот им рече, праведниот Лот, земете ги моите жена и деца, оставете ги луѓето. Ангелите му рекоа, им ги заслепија очите на блудните, значи им ги заслепија очите на оние што сакаат да водат љубов секој со секој, татки, мајковци, со татковци, со мајки, жени, деца, машки, истополови бракови, мажи, жени, се и се што. Значи, телесна природа на човекот која е грешна. И потоа ангелите ги изведоа надвор Лот и жена му, и денеска на тоа место каде што е Содома и Гомора имаше огнен дошт од небото и се наоѓа мртвото море ги претвори во сол. Значи, оставите ги децата да доаѓаат кај мене. Се подразбира и на децата, зашто децата знаат дека имаат татко на небесата. За тие деца се мисли и за сите деца. И откако ги положи Исус рацете над нив, си отиде оттаму. Си отиде оттаму. Значи, Исус ве положува рацете врз вас. И кај што на едно место вели, подобро јас да отидам од вас, за да може да дојде Духот на вистината, Светиот Дух. Тој ќе ви даде сила да сведочите, нели, и ќе не научи на принципот на живење духовно намесно телесно. Духовно живење, значи има тело душевно и тело духовно. Тоа подразбира дека ова тело го враќаме, го оставаме во земја, кога еден ден ќе се појавиме пред Бог, кога ќе преминеме, зашто Исус ја победи смртта и тие што се синови Божии. Значи, прв е Исус по воскресувањето, а потоа сите негови што се го избрали Исуса, а другите одат на повторен циклус во огнено езеро, и таа е друга приказна. И ете еден човек, кога пристапи до него, му рече на Исуса, учителе добар, учител, учителе добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен? А Исус му одговори, зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар. Никој не е добар освен единиот Бог. Ово е добар, оно е добар. Никој не е добар освен единиот Бог, бидејќи Бог дава вие да бидете добри во нешто, ги дава дарбите. Ако сакаш да влезеш во животот, и ти, брате и пријателе, запазувај ги заповедите. Запазувај ги заповедите кои се содржани во две: љуби го својот ближен како самиот себе си, љуби го Господ Бог со сето свое срце. А тој сега овде му објаснува малку пошироко. А тој му рече, кои заповеди? Кои заповеди? Заповедите на љубовта. А Исус одговори, не убивај, не прељубодејствувај. Тој се мисли кога ти веќе имаш својот партнер, а одиш со други, а замислете
na odnos maži so maži, ženi so maži, ženi, deca, odnosu deca. Ono što go bara deneska sataната koji go vlade ovoj sveti saka da uvnese vo zakon, da go prihvatat ljujeto. Ako го ставиш ти во законот, ти тогаш целиот народ го водиш во проклетство. Не прелюбодействувај, не кради, не сведочи лажно против твојот ближен. На едно место го прашуваат Исус кој е мојот ближен, тој му ја кажува приказната за истепаниот самаријанин на евреинот. А евреите и самаријаните не се мешаат, значи не сведочи лажно против својот ближен. Почитувај ги татка си, мајка си. Има еден стих на повеќе места спомнат во Библијата: ако сакаш да видиш добри денови, ако сакаш да имаш добри денови на земјата, почитувај ги татка си, мајка си. Тоа е еден принцип кој треба да го научи мојот народ. Навистина. И љуби го ближниот свој. Љуби го ближниот свој. Љубов. Љубов, милост, сакама не жртви. Бог е љубов. Љуби го ближниот свој како себе си. Младичот му рече на Исуса: сето тоа сум го запазил од својата младост, што уште ми недостасува. Значи има уште. Исус му рече: ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сиромаси и ќе имаш богатство на небото, па дојди и врви по мене. Продај го имотот свој, раздели го на сиромаси и врви по мене. Тоа подразбира да го разбереш принципот дека голи доаѓаме на овој свет и голи си одиме. Ако некој има богатство, треба да го употребува за Божја слава. Се што работи, да работи за Божја слава. Штом го чу тоа, младиот човек кажано си отиде натажен. Бидејќи имаше многу имот, луѓето се врзани за имот, за добрата, за титулите, за тоа што го работа, за своите дарби и прават телопоклонство од нив. Пазете се од идолите, вели Исус. На прво место е Бог и треба да знаеш дека се што ти дал Бог, се е од Бог. Се е создадено од Бог и земјата е создадена за да може отпаднатите ангели, отпаднатата природа на сатаната да се овоплотат во луѓе. Како што беше Исус, нели, слезен и го покажа патот и да го изодат патот од Синот човечки до Синот Божи. А Исус им рече на учениците своји: вистина ви велам полесно дека богат тешко ќе влезе, богат тешко ќе влезе во Царството Небесно, ако тој е скржав, краде од луѓето, спечелил богатство или му ги дал Господ богатството за да се одврзе од него. И уште ви велам полесно ние на камилата да влезе низ иглени уши, да мине низ иглени уши. Тоа е една капија во Ерусалим, која била толку тесна и ниска што не можела да помине камена, отколку на богатиот да влезе во Царството Небесно. Не собирајте богатство на земјата, има еден стих во Матеј исто, каде што ги јаде молецот и раѓат и каде што крадците ги поткопуваат и крадат. Не собирајте богатство на земјата, толку собирајте си богатство на небесата. Богатство на небесата е да врвите по Исус и да правите дела на љубовта, да го љубиш ближниот свој како себе си. Кога го чуја тоа, учениците негови многу се зачудија и рекоа: тогаш кој може да се спаси? Сите се врзани. А Исус ги погледна и им рече: за луѓето што не е можно, за Бог се е можно. За Бог, а ти треба да го следиш Бог, да го следиш патот на Исус, да се одврзеш. И понатаму ќе видиме што вели. Тогаш Петар, повторно Петар, одговори му рече: ете, ние оставивме се и по тебе појдовме, што ќе стане со нас? Тие ги оставија сите своји професии и тргнаа по Исуса. А Исус им рече: вистина ви велам, дека вие што врвите по мене во новиот свет, тоа се однесува на сите во новиот свет, кога Исус ќе сигне Синот човечки, кој всушност и не е Син човечки, туку е Син Божи, Исус. Вистина ви велам дека вие што врвите по мене, кога Синот човечки ќе седне на престолот во славата своја, ќе седнете и вие 12 престоли, на 12 престоли 12 апостоли, и ќе судите на 12 Израелеви колена, кои се растурени, како што вели по Јаков, по светот.
Vidite, ne може да го сваќате тоа буквално. Едниот од нив, Јуда, ќе го предаде, нема да седне, ќе се обеси, ќе се купи гранчаровата нива да се погребуваат сиромаси. И потоа ќе оди во нов циклус, зашто мојот Отец, Таткото на небесата, е многу милостив, долго трпелив. И тој долго ќе чека секоја овца и последната овца да се врати во стадото, метафорично кажано. И понатаму, и секој, ова е битен стих за да го разберете принципот на премин од син човечки, од сатанска природа во син Божи, во Божја природа, да се очистите, да се усовршите во љубовта, и секој што ќе остави куќа, или брат, или сестра, или татко, или мајка, или жена, или деца, или ниви, секој што ќе остави сето тоа заради моето име, ќе добие 100 пати повеќе. Ќе добие 100 пати повеќе и ќе наследи живот вечен. Значи, секој што ќе остави брат, сестра, куќа, татко, мајка, жена, деца, ниви, се што ќе остави, кој ќе разбере дека Исус е на прво место, дека сето тоа е од Бог, дека ништо не е твое, се мое е твое, му вели таткото на синот. Кога се враќа блудниот син, го потрошил својот имот и коле едно јагне, метафорично. Исус е јагнето. И му прави вечера и се радува, бидејќи се врати загубената овца. И уште едно, мнозина први што ги гледате тука ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. Не е важно дали си ти прв или последен, за Бог 1000 години се како еден ден. И по тоа раскажува ова метафора за работниците на жетвата, параболата за работниците за лозито, зашто царството небесно прилега на домаќин кој излегол наутро рано да изнајми работници на своето лозие. Земјата е лозијата и вие сте работници кои работите за Исус, кој не собира сомене, тој растура. Па штом се спогоди со работниците по денари на ден, ги прати во лозијето свое. Потоа кога излезе околу 3-тиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, малку покасно им рече: одете и вие во моето лозие, па што е право ќе ви дадам. И тие отидоа и по извесен период на крајот на денот, околу 11-тиот час, одново излезе и најде други како стојат без работа, им рече: зошто стоите тука без работа, луѓе? Цел ден, а тие му рекоа, бидејќи никој не повика. Има еден стих: мнозина се повикани, а малкумина се избрани, сите сте повикани. Одете во моето лозие, им вели Исус, и што е право ќе добиете. А приквечер господарот на лозието му рече на својот настојник: повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите. Значи, повторно се враќаме на оној стих: мнозина први ќе бидат последни, а последните ќе бидат први. И мнозина се повикани, а малкумина се избрани. И потоа тој им плаќа на сите подеднакво. Значи, битно е да го избереш Исус и да одиш горе во Божјото царство на небесата. Платата е негова, од платата е моја. Никој не е добар освен единиот Бог. И тие што биле први ќе речат: јас 30 години ти служам, Господе, 100 години ти служам, а тој само за 5 часа пред сега го прими Исус и оди во Божјото царство. Видете, тоа е исто параболата кога се враќа синот кој го потрошил својот имот. И Исус му вели, односно таткото му вели на вториот син кој не го напуштил и кој работел цело време со него: се мое е твое. Видете, ако вие не го научиме тој принцип на љубење на ближниот свој како себе си, тоа е еден принцип кој треба да се научи, дека Бог е тој пресуди и Бог кажува: и дојдените околу 11-тиот час добија по денари, и штом добија негодуваа против господарот. И велеа: овие последните работеа 1 час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тежината на денот и жегата. Тоа е суштината и принципот на Божјата волја. Нека биде твојата волја. Моите патишта не се ваши патишта, и моите мисли не се ваши мисли. А тој им одговори, господарот на лозието: пријателе, не те онеправдувам. Ти сам се онеправдуваш.
Зашто тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам на едно место, вели Господ. Нели се погоди со мене за денари? Сите ние работиме за Божието царство, за нераспадлив венец. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо зашто сум дарежлив? Или ти е окото завидливо зашто сум дарежлив? Завидливост е еден од гревовите на овој свет. Има едно, ако твоето око биде чисто, светло и целото твое тело ќе биде чисто. Ако твоето око биде чисто и целото твое тело ќе биде светло во Матеј. Ако твоето око е темно, па е лошо и целото твое тело ќе биде темно, имаш око загледуваш, походлив си, гледаш. Кој ќе погледне на жена, веќе извршил прељуба е пишано. Кога ги зборувам овие стихови што ги напишал самиот Бог во Светото Писмо, тешко е да го разбере телесниот човек. Тој живее телесно. Има еден стих: народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Има еден стих во Матеј исто: да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Луѓето мислат дека живеат еднашка. Од кај знам јас дали има Божјо царство. Да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Телесно живење во похоти, во блуд, во сексуални наслади, без врска. Да не заборавиме дека мажот и жената стануваат едно тело, за да може да се овоплоти уште еден паднат ангел во тело и да може во свесна состојба да го избере Исус. Тоа е причината и последицата. Има на тоа, има тоа пишано. Ако не можете да издржите, значи, за да можете телесните наслади да не ви искушува сатаната. Кој може да остане сам, да остане со Исуса, кој не може да се мажат и да се женат, била и тоа во Светото Писмо, но тоа е друга тема. Така вели мојот Бог, Отец, кој го напишал во Свето Писмо преку апостолите и кој е порака за вас, христијаните, и кој не можете да бидете христијани ако не сте го прочитале, и тоа ви дава сила, бидејќи Духот Свети, кој преку живите слова во кои е пишан дека Исус е Словото, Тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух. Тој зборува за принцип да разберете три во едно: Бог Отецот, видлив во Исуса Христа, овоплоден, и Духот Свети кој после Исус доаѓа кај вас, за да живее во вас Духот на вистината, кој ви дава сила и ви удира печат на челото, за да бидете запишани во книгата на животот на денот на воскресението. Духот на љубовта. Така ќе бидат последните први, а првите последни. Зашто мнозина се повикани, а малкумина се избрани. Мнозина се повикани, и кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици по патот и им рече. Че Господ ви зборува преку луѓето, им кажува, но тие не го разбираат. Ете се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе им биде предаден на свештениците и книжниците, кои ги има и денес, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците, за да биде исмеан, тепан, распнат и на третиот ден ќе воскресне. Тој им го кажува тоа, тие не го разбираат. Господ ви зборува преку луѓе, преку соништа, преку пораки. Ако го читате Светото Писмо, вие ќе можете да ги разликувате духовите, зашто е пишано на едно место: треба да ги разликуваме духовите, бидејќи и сатаната се преобликува, се преобразува во ангел на светлината и сака да ви измами. Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови, заедно со своите синови. Повторно зборува за интересен приказ за човечката волја, и поклонувајќи му се, му рече, го молеше нешто, а тој рече: што сакаш, што сакаш? Таа му одговори: заповедај овие мои два сина да седнат до тебе, едниот од десната, едниот од левата страна во твоето царство. Видете, човечка желба. Исус одговори им рече: не знаете што барате. Не знаете што барате. Вие барате се одека. Барате сакам ова да бидам сакам ова. Дали можете тоа да го издржите и да го истрпите?
i da ne odite u gibel. Ne znajete što barate, im veli Isus na majkada. Ta ima želba za svojite sinovi. Namjesto da se moli Božja ta volja, neka bide volja to tvoja. Koju im veli Isus, vaka molite se kako na neboto, tako i na zemlji, a to je važan princip. Volja ta Božja treba da je barane, carstvo to Božjo i se ovak mi se pridane. Ta bara ti je da sednat vo carstvo to Božjo, položbe im dava ministri da bidat služitelji. Zbor ministar je služitelj, a ne znači da treba da kradeš. Vidjeti ako minister odkrade, kako što je slučaj od osuvremenijeg svet, cijeli od narod go vodi u prokletstvo. Možete li da ja ispijete čašata što ke ja pijam jas? I veli Isus, ili da se krstite so krštevanje to, so koje se krštevam jas. Tije mu odgovorija, može me. Interesno. Čovjek je kaže nešto i ne razmislova. Znajte, kažaniot zborove vrzuva da go izvršite. A to im reče, čašata moja ke ja pijete i so krštevanje to so koje se krštevam jas, ke se krstite, no da se sedi od desnata strana ili od levata ne je moje da dadam, tuku komu je podgotveno od mojot otec. To je to, kad bide voljata tvoja kako na nebo, to tako i na zemlji. Da možete da se molite za to, no ne da barate, barajte ke najdete, čukajte ke vi se otvori. No treba da barate, znači sve ono što pobarate vo moje ime, od Otec od vi se dade, ako je Božja volja i ako gi ispoveduvate, odnosno gi počituvate, mojte zapovede, ljubi go svoj od bližen kako sami od sebe si. Znači, to zborува za koji sa kada bide prv, a koji sa kada bide posleden, zašto je pišeno poslednji, tek je bidat prvi. I 10. što on go čuje to, nego duva protiv 20. brake, zašto ti je saka da sedna da bidat prvi. No Isus gi povika im reče, znajete da kak ne zovite narodni gospodarat nad narodite, vašite vlade i ministri gospodarat nad narodite, nad njih koji gospodari, koji vetera, koji gi tera njih da kradat, da lažat, da prodavat cijeli narodi, da menuvat iminja, da delat teritoriji, koji gi tera jednite protiv drugite. Znači, gospodarat nad narodite i golemcite vladajat nad njih, golemcite na zemljava. Ako nekoj saka. I evo Isus ko kaže u principot, među vas pak neka ne bide taka. Među vas neka ne bide taka. Koji među vas saka da bide pogolem, neka vi bide sluga, zbor od sluga znači minister. No ne da krade, bideki ne zaboravajte da kradenja to je princip na Juda kojeg predade Isus za 30 srebrenici, bideki toj kradeše od kasata. Toj kradeše od kasata i po toa za ušte poveka pečalba go prodade Isus za 30 srebrenici, što napravi na krajot, so tije srebrenici sakaše da gi vrati, se obesi i so tije pari se kupena grnčarovata niva na koja se pogrebuvat siromasi. Koji saka među vas da bide prv? Koji saka među vas da bide prv? Neka vi bide sluga. Znači, to treba da opravat zave, delite sinovi ako saka, da sednat od desnati od levata strana, da služat ovde, da bide posledni, da im izmijat nozete na apostolite, kako što Isus go napravi. Kako što i sinot čovečki, metafora za Isus, ne dojde da mu služat, tuku dojde da posluži i go dade svoj život za mnogumina. I go dade svoj život za mnogumina. To je dojde da bide sluga, ne da mu služat. To je hristijanstvo, to služenje, vo ljubov. Go dade svoj život za mnogumina. Bog je onoj koji se žrtvuva za svoj narod, za svojite čeda, Božji Otec od nebesen, koji živeješe u Isus, той se žrtvova. I koga ti je izleguvao derihom, ponego odeše mnogo narod, i dvajca slepi sednati pokraj patot, štom čuja дека minува Isus, извика и рекова: Исусе, сине Давидов, смилувај се. Исусе, сине Давидов, смилувај се. Исусе, сине Давидов, смилувај се. Двајца слепи, например, двајца водачи слепи, на еден народ кој се караат, нели? И целиот народ го водат во гибел.
кога еден народ, двајца слепи, например, можете да земете пример од современото живење во вашата земја, во македонскава земја, кога двајца се караат слепи и целиот народ го водат во јама, а кога слеп води слепи, обата ќе паднат во јама. Тој не се мисли на физички слепи, физички слепи, туку на духовно слепи. А народот ги укоруваше да молчат, но тие уште посилно викаат: дај Боже да викаат и нашите слепи. Исусе, сине Давидов, смилувај си Македонија да се разбуди, да не оди во јама, да не ја водат во јама. Дај Боже, нека биде волјата Твоја, смилувај се Господи, сине Давидов, уште посилно викаат. Дај Боже да викаат двајцата слепи, тројцата, четворицата. Исус застана, ги повика и рече: што сакате да сторам за вас. Значи, принципот за Македонија да оди напред треба двајца слепи, четворица, да го повикаат: Исусе, сине Давидов, смилувај се, Исусе, сине Давидов, смилувај се, кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. И Исус доаѓа, потоа ве праша: што сакате да сторам за вас. И тие ќе речат, а тие му одговорија да ни се отворат очите наши, а тие ќе му одговорат да го спасиш македонскиот народ и македонскава земја и да се врати на позицијата, на заповедта која е дадена, да се шири светото Евангелие, бидејќи тој е еден народ, македонскиот народ кој го запишал слават и Татко Небесен си го запишал и си не избрал да бидеме избран сад за свечена употреба, за да се шири светото Евангелие. И по сонот на апостолот Павле, на македонецот, бидејќи апостол Павле сакаше да оди во Витинија, сакаше да оди во Азија, сакаше да оди во Африка, но Светиот Дух не го пушти. Значи, Светиот Дух е тој кој треба да ве води, ако го изберете Исус. Значи, двајцата слепи викаат, треба да повикаат нашите водачи кон Исус, ако сакаат Македонија да оди напред. Исус ќе дојде и ќе ве праша: што сакате да направам, да прогледаме. Да ни се отворат очите ваши и да им се отворат, дај Боже, очите на нашите водачи, на нашите фарисеи, книжници, и Македонија да оди напред, не да се врти во сатански круг и да се занимава со сатанските законитости кои сакаат да ве вовлечат во гибел. И Исус се смилува, и Исус тогаш ќе се смилува, се допре до нивните очи и веднаш им прогледаа очите нивни. И веднаш ќе ви прогледаат очите ваши, водачи мои, бидејќи никој не е добар освен единиот Бог. И веднаш прогледаа и тие тргнаа по него, и тогаш вие ќе тргнете по него и ќе го поведете народот, македонскиот народ, кој е запишан од самиот Бог, никој не може да го избрише, по Исуса, а тоа е тесниот пат што води кон животот и кој малкумина го наоѓаат. Воспротивно, го имаме принципот на иглени уши на богатиот, принципот на крадење, кој е оне што Јуда крадеше од касата, затоа се лутеше, зашто со мирото што му ги изми, му е полие косата на Исус, значи го помаза Исус, рече: со тие пари можевме да купиме, да нахраниме сиромаси, тој крадеше всушност. И го продаде Исус. Ако крадете, ако прељубодејствувате, ако мразите, ако осудувате, ако потпишувате сатански договори потпишувате со организации кои ги владее сатаната, заедници, без Бог, значи тогаш ќе останете слепи и како во Ерихон двајцата слепи водачи, четворицата плюс минус. Ако не повикаат кон Исус, ќе останат слепи. Пишано е во Светото Писмо: ако некој тргне, турне слеп човек од патот, нека е проклет. Тоа подразбира физички, духовно слеп, значи те зборуваме за духовно слепи, луѓето кои не го спознали Исус. И затоа е пишано на стих во Евангелие по Јован: ако некој сгреши нешто против синот човечки, ќе му се прости. Значи тие ако го гледат Исус дека е син човечки, дека не е Бог, ќе им се прости. Но ако некој сгреши против Свети Дух, тоа подразбира да го примите Исус и да знаете кој е Исус, нема да му се прости ни на овој ни на оној свет. Значи, што сакате, двајца слепи водачи викаат: Исусе, сине Давидов, смилувај се. Дај Боже да биде тој во Македонија. Што сакате да направам? И тогаш Исус ги слуша: кој ќе го повика моето име, пишано, ќе биде спасен. Кој ќе дојде при мене, нема да го оставам надвор. Кој верува во мене, нема да се
Посрами, вели Исус, нема да ве оставам надвор. Секој што доаѓа при мене, нема да го оставам надвор. Се што ми дава Отецот ќе дојде при мене, вели Исус. Тоа се севетување на Исус. И тогаш ќе се појави Исус повторно во Македонија, зашто таа е Исус Христова земја. Го повторувам тоа многу пати, за да разберете штом Бог ја запишал, не може никој да ја избрише и не е случаен поттикот на сатаната да го растури семејството во Македонија и во целиот свет. Да го врати принципот на Содома и Гомора, која заврши во огнено езеро, односно заврши во мртвото море. И Лотовата жена не го послуша, Бог се заврте и се претвори во сол и рекоа немој да се вртиш назад кога ќе напушта Содома и Гомора. Тоа е принципот на непослушност кон Бог. Не кради, не убивај. Значи што? Не сведочи лажно против својот ближен. Не се карајте, слепи водачи. Изберете го Исус и Исус им рече што сакате да сторам за вас. Тогаш ќе ве праша да ни се отворат очите и ќе ви ги отвори очите. И тогаш вие нема да одите во јама, да го водите целиот народ. И Исус ќе се смилува и ќе ви ги отвори очите. Водачи на овој народ, кој го запишал самиот Бог. Ви имате голема одговорност, кому му е многу дадено е пишано, многу ке се бара од него. И никој не е добар освен единиот Бог. И Исус им се смилува и се добре до нивните очи и веднаш им прогледаа очите. И тие тргнаа по него. Зашто ако ви се отворат очите, вие ќе трчате кон Исус, зашто ќе разберете дека овој свет е минлив, ние сме тука привремено и горе не чека вечен живот, во зависност од степенот на нашата љубов кон Бог и дали живееме во љубов, дали сме го избрали Исус. Зашто Исус вели, јас сум портата на спасението. На друго место вели, никој не доаѓа при Отецот, освен преку мене, бидејќи тој е жртвата, која повеќе не е потребна. Ја пролеа својата крв и преку неговата крв, ако го избереме Исус и умре грешниот човек, сме измиени, исчистени, откупени, осветени, помирени со Бог. Да се вратиме во Божјото царство небесно и да живееме во дух и вистина, да му се поклонуваме на нашиот Отец. Татко небесен, ти благодарам што на сите што ќе го повикаат Твоето име, им ги отвараш очите и тие тргнуваат по Тебе. Те молам за мојава земја, за мојово семејство, за мојот дом, за македонскиот народ, да им ги отвориш очите на нашите водачи, да повикаат кон Тебе, Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се, да им се отворат очите, потоа да им ги отвориш очите и да тргнеме сите по Тебе, зашто Ти си не запишал, Ти си не создал, Ти си не именувал, Ти ни даваш се мое е Твое. Те молам овие слова да ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов, зашто Господ знае кои луѓе се Негови. Те молам за исцелување на нивните души и срца. Со двоостар меч во Твое име, Господ Исусе Христе, ги раскинувам прангите што сатаната ги фрлил врз сите оние што се Твои. Те молам за децата, да доаѓаат кај Тебе, за сите деца, гладни, полни, осамени, жедни. Сите деца, блажени се бедните по дух, кои се бедни по дух, зашто нивно е Царството Небесно, оставите ги децата да доаѓаат сај мене. А тоа подразбира да разбереме дека горе на небесата сите сме синови Божии, сите сме творби на Бог. И македонците, и албанците, и србите, и бугарите, и грците, и турците. Се разбира, некој ги запишал Бог тука, како македонците. Тоа е негово право и негов избор, господарот на лозието некој запишал тука. Првите се последни, последните се први, мнозина се повикани, малкумина се избрани. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Ако сака Македонија да врви напред, потребна е сила, а на сите што го примија Исуса, пишано е во Евангелие по Јован, им даде сила да станат синови Божии. Изборот е личен. Можеш и ти, брате и пријателе, да го повикаш Исуса од своето срце и тој ќе ти се објави. Исусе, Сине Давидов, смилувај ми се. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се на моите родители, роднини, пријатели, деца, моето семејство, мојата сопруга и на мојата земја. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Исус тогаш ме прашува, што сакаш да сторам за вас? Да им се отворат очите. Исусе, златен Господе, Татко мој,
i site da trgneve po tebe. Amin. Ajde, brati i prijatele, povikaj go Isusa i spasi se i vrvi po nego. Amin, po svojata volja. No tuka si zapišan. Заповедта е дадена во Македонија да се шири светото Евангелие. Дали го шириме сите ние? Блажени се бедните по дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.